Добар ден, 12:30, ова се плавневните вести на Канал Плюс. На почеток кратка најава за делот со држините. Од утрина во Куманово е под силно полициско обезбедување. Забрането е движење на возила во поголем број улици. Институциите во Куманово работат нормално. Отчет за работата во првите 2 години од мандатот на градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Бројот на реализирани проекти во овој период е над 220. Вчера во Штип, денес во Свети Николе, Македонската филхармонија настапува пред најмладата публика. Љубовта кон музиката и запознавањето со инструментите е цел на гостувањето на филхармонијата низ државата. Зградата на полициската станица во Куманово и центарот на градот од ноќеска е под силно полициско обезбедување. Улиците Тодор Велков и 11 октомври се блокирани и не е дозволено движење на возилата. Зголемено присуство на полицијата има и покрај градската џамија. Нема официјални информации за тоа што се случува. Повеќе информации се очекуваат во текот на денот. Инаку ноќта во Куманово помина мирно. Вработените во сите јавни институции во градот се на своите работни места. До крајот на втората година од мандатот, градоначалникот на Штип Илчо Захариев реализираше околу 90 проекти, од кои 18 се однесуваат на патната инфраструктура. Вкупниот број на реализирани проекти во Штип се над 220. На средина на мандатот, штипскиот градоначалник денес даде отчет за реализираните и најава за планираните проекти во Штип. Направивме многу патишта, многу улици, канализации, спортски терени, паркови, уредени содржини. Едноставно, секаде каде имаше потреба интервениравме. Во тој период се соочувавме и со елементарни непогоди, поплави, но верувајте дека добрата организација на локално ниво, максималното штедење и рационално несување, транспарентните јавни набавки невозможија да со постоечките пари направиме многу повеќе. Значи, мислам дека од цело што го сработивме, можам да кажам дека граѓаните на Штип заслужуваат да возат по асфалтирани улици, а не улици каде има многу ударни дупки. Заслужуваат да имаат убави тротоари. Заслужуваат да имаат здрава вода за пиење. Исто така и канализации. До тоа заслужуваат и средините кои се малку подалеку од нашиот град, руралните средини, каде подеднакво се посветуваме. Реката Отиња заслужува да биде средена и да биде пример за убавина во нашиот град. Но рекоме дека и Брегалница ќе ја доближиме, и тоа го веќе направивме преку изградбата на шеталишта и пешачки патеки. Националната установа Археолошки музеј на Македонија Депаданс во Кочани организира едукативна работилница на тема Културното наследство во Кочани и Кочанско. Се планира презентација на културното наследство и изработка на творби од страна на ученици од кочанските училишта. Настанот се одржува во етно куќата во Кочани. Градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев денеска оствари средба со наградениот ученик Флоријан Андонов од Средното општинско училиште Јане Сандански. Андонов е освојувач на прво место од областа на фармацијата на 51-виот државен надпревар на млади истражувачи. Освоив прво место на државниот надпревар во фармација на тема докажување на слободни масни киселини во производ свинска маст. Малку објасни тоа што значи. Тоа значи дека во принцип свинската маст дава кисела реакција и тие слободни масни киселини доведуваат до деградациони процеси во самата маст, што доведува до нејзино расипување. Па затоа преку фармакопејски принцип се докажуваат тие слободни масни киселини и со тоа докажуваме дали одредена маст може да се употребува во исхрана на луѓето. Македонската филхармонија овој месец гостува во повеќе градови низ државата. Делото Петри и Волкот вчера беше изведено пред децата во Штип. Денес настап пред најмладата публика филхармонијата има во Свети Николе. Преку настапите на филхармонијата, најмладите на оригинален начин се запознаваат со инструментите и музиката.
Салата на Центарот за култура Ацо Шопов беше преполна со ученици од основни и средни училишта кои имаа можност да ја слушнат музичката изведба на приказната Петар и волкот од Сергеј Прокофиев од страна на Македонската филхармонија. Ова е најнов проект на филхармонијата со цел едуцирање на децата за тоа што е класична музика и што представува секој инструмент. Имаме наратор, нашиот познат актер Мартин Јордановски, така што во едно 30-минутно пладне би рекол дечињата би требало да се запознаат што се случува на сцената, мислам што е оркестар, како функционира оркестарот и потоа нели да ќе пристапиме да ја презентираме приказната. Според Цанев, оваа идеја е одлична за најмалите да се едуцираат и да ја засакаат класичната музика. Штип е втор град во кој се реализира овој проект. Во текот на вчерашниот ден Македонската филхармонија се представила пред најмалите во Кичево, а утре се во Свети Николе. Вооружените групи во Централно-Африканската република ослободија повеќе од 350 деца војници. 3 одвоени церемонии се одржани во близина на градот Бамбари, на кои децата ги напуштија и христијанските и муслиманските бунтовнички групи. Некои од децата се предадени на УНИЦЕФ, а имаат само 12 години. Повеќе од 700 имигранти од Мјанмар и Бангладеш се истовариле денеска на источниот брег на провинцијата Ацеха. Според најновите податоци, рибарите во морето пронашле околу 794 лица. Брод со околу 600 имигранти во неделата допловил до индонезискиот брег. Комисијата за одбрана при бугарскиот парламент оцени дека нема потреба од испраќање и присуство на бугарската војска на границата со Македонија. Комисијата заклучила дека на границата треба да има воено засилување во случај на поголема и подлабока криза или при расширени воени действија во соседството, како и при евентуален наплив на бегалци. Во првиот натпревар кој се одигра во рамки на 21-то коло од третата македонска фудбалска лига во источната конкуренција на стадионот Никола Мантов во Кочани, домашната екипа на Осогово ја совлада младата но мощна перспективна екипа на САС од Македонска Каменица со резултат 2:1. Иако гостите според информациите кои ги добивме биле тие што ја имале топката во голем дел од мечот, сепак домакините успеале на крајот да се радуваат на трите бода. Стрелци на головите за Осогово беа ветеранот Здравков во 39-та минута, Стојков кој што прецизно стрелаше од пенал во 67-та, додека гостите намалија на 2:1 преку автоголот на Арсов во 73-та минута. Останатите мечеви од редовното 21-во коло се играат во недела, освен надпреварот Брегалница Овчеполе кој што ќе се одигра утре на градскиот стадион во Делчево. Екипата на Брегалница Гола ќе се обиде да забележи победа против мощне солидниот тим на Овчеполе. Како што спомнавме, во недела играат Слога Виница и Напредок Здравје Радово. Плачковица е домакин на лидерот Беласица. Работник Лозово ќе се сретне со тимот на 14 октомври, додека во последниот надпревар силите ќе ги одмерат екипите на Тиверија и Баби. Ова беше се во пладневните вести. Повеќе содржини подготвивме за дневникот во 16:30. Во продолжение погледнете какво време не очекува. Ви посакувам пријатен ден.